Секако дека актуелна е темата минимална плата. Ставот на владата и на Министерството за економија и труд е јасен. Оставаме простор да се договорат работодавачите и од приватниот сектор и синдикатите околу евентуално зголемување плата. Се она што ќе го договорат, ние ќе го прифатиме како влада, бидејќи од придонесите кои што ќе се земат од страна на зголемената плата во приватниот сектор се покрива комплетно зголемувањето на платата во јавниот сектор, каде што е работодавач владата. Фактички во бројки тоа значи дека 100.000 вработени од јавниот сектор е работодавач владата, а останатите до 705.000, 600.000 се вработени во приватниот сектор. Договори праење на штета на едната страна во корист на друга страна нема да дозволиме, бидејќи ова е трипартитен договор и се додека не се договорат, важи постоечката формула која што ја договориле сите три страни во тој трипартитен договор во Законот за минимална плата во 2022 година, а тоа е зголемување на минималната плата да оди со 50% од индексот на трошоци за живот, земено од Заводот за статистика во претходната година и секако 50% од исплатената просечна плата спрема Државниот завод за статистика од претходната година и тоа нивелирање да биде до 31 март, така да висината на минималната плата не сме да биде пониска од 57% од исплатената просечна плата на ниво на Македонија спрема статистика од претходната година. Меѓутоа, ние да повториме дека она што ќе го договорат, ние ќе го испочитуваме, бидејќи одговара секој зголемување на платата, меѓутоа тоа секако треба да нагласиме дека е на грбот на приватниот сектор. Иначе за јавниот сектор, нарамо каде што е работодавач владата, 95% од администрацијата, од 100.000 администрација е зголемена платата минатата година со едни системски решенија кои ќе значат и наредно зголемување на платата во наредниот период, вклучувајќи го и тоа законско зголемување на минимална плата, направени се зголемувања во образованието, во Министерството за внатрешни работи, Армијата на Република Македонија, во МВР, исто така голем број на се подобрени колективните и подпишани гранковите колективни договори со репрезентативните синдикати во одредени министерства и институции. Останува уште еден мал дел, да речам 5%, тоа се околу 7.000 вработени од вкупно 100.000 вработени, со кои што треба да се преговара со репрезентативниот синдикат, а тоа е УПОС, каде што исто така очекуваме она што е ставено на маса од страна на владата во наредниот период да го прифатат и да се зголемат платите и на овие останати вработени. Ставот е она, ќе го повторам што кажа вчера и премиерот на владата на Република Македонија, господинот Мицкоски, значи во наредните 2 години и 3 месеци до 2028 година ќе имаме вкупно зголемување на платите во јавната администрација за 40%, а тоа значи математички секоја година покрај порамнувањето спрема постојаната формула за минимална плата, на тоа ќе имаме додаток од 8% во платата на јавната администрација. Збирно земено, ако се земи, на крајот односно до март 2028 година, до кога трај отприлike мандатот на оваа влада, ќе имаме комплетно зголемување 40% на платите на јавната администрација, кое зголемување исто така ќе биде во сооднос со економските параметри на државата, без да направиме големи тектонски нарушувања во економијата на Република Македонија на грбот на приватниот сектор. Да не заборавиме дека јавната администрација треба да биде услужна дејност со квалитетни услуги спрема приватниот сектор, а на таков начин ќе имаме подобра економија, позадоволни граѓани, подобар животен стандард, со подобрување на економијата и продуктивноста и секако повисоки плати. Значи, ова влада нема да прифати адхок решенија, а тоа значи изнудени решенија за зголемување на плата како што се правело во претходниот период, односно
да напоменам дека од такви изнудени решенија, несистемски решенија, без основни економски параметри и без вклучување на продуктивност, како што е направена формулата претходно, создава огромни последици во економијата, од кои што турбуленции ден денес не можеме да излеземе. Иначе да напоменам дека со едно нелогично однесување во јавниот сектор, претходно на владата со одреден од репрезентативните синдикати, конкретно ССМ, направени се колективни договори во повеќе институции, без одобрување од Министерството за финансии, без обезбедени финансиски средства, како што било Министерството за култура, земјоделие, и покрај укажувањето од финансии дека треба да бидат обезбедени пари, тоа го направиле и оставиле обврски на идната влада. Исто така и општиот колективен договор во јавниот сектор е со изминат карактер, 2 години има важност и тука треба да се преговара во одредени измени за да не правиме вакви турбуленции, да правиме разноликост во регулирањето на платата на јавниот сектор, кој е услужна дејност на граѓаните и приватниот сектор, затоа што денес во јавниот сектор со различни колективни договори, правилници, други одлуки во различни институции, имаме неправда према голем број на вработени. Исти вработени на исти позиции во различни институции да земат различна плата и тоа мислам дека е направена една голема неправда за одреден дел од вработените во одредени институции. Исто така да напоменам дека има период од 1 година да седнат со работодавачите, да се договорат, имаат период скоро од 1 година да го прифатат она што како колективен договор е понудено од страна на владата со тој репрезентативен синдикат за зголемување системско на платите во јавната администрација, од која причина тоа не го прави ССМ и УПОС, тие најдобро го знаат. Сметаме дека вмешувањето на политиката во синдикалните движења и директно што влијае на платите и квалитетот на живот и работниците во Република Македонија нема да го дозволиме. Едноставно, сето треба да биде на економски параметри со едно синхронизирано решение во економско-социјалниот совет и трипартитен договор помеѓу синдикати, работодавачи и влада.